Благодарам. Велат, доште берите да ви се заблагодарам на сите кои што сте тука вечерва и на овај летен дожд, да не слушнете, да поразговараме за иднината на Македонија. Затоа што сегашноста и минатото се јасни, не се многу светли, но добро е да поразговараме за иднината на Македонија. Ќе бидам директен и краток, затоа што не сакам да зборувам долго, но сакам да зборувам директно. Очекувам победа во цела Македонија, очекувам победа во четвртата изборна единица, очекувам најголема победа во Прилеп, затоа што знам дека од тука ќе почне победата. На 15 јули ќе и прегазиме, нема да знаат што им се случило. Вратата нема да може Зоран Заев да си ја најде кој ќе почнат да му стигаат резултатите. Во Прилеп очекувам над 7000 разлика во корист на ВМРО ДПМН. Затоа што ова што Прилеп го виде во овие 3 години е слика за цела Македонија. Неработа, криминал, корупција, неостварени ветувања, цицање на народот. 2 странски инвестиции беа договорени да влезат во Прилеп. Дојде Зоран Заев, 2 откажаја, си отидоа во Србија. Тоа е тажната вистина за Прилеп. Почна да се гради автопат, експресен пат. Од Градско до Прилеп го запреа, ај што го запреа, инвеститорот го избркаја, односно изведувачот, затоа што му кажуваа кои да му бидат подизведувачи, дел од криминалните фирми од кланот Заеви. Театар требаше да почне да се гради, го запреа. Една улица не може да изградат овдека, 200 метри, 2 недели не може да мрднат. Со такви неработници имаме работа. Што предходно ВМРО ДПМН не изгради, овие да офарбаат, не можат, една вода не можат да пуштат, камоли нешто друго да сработат. Тоа е тажната вистина за Прилеп и за Македонија во изминативе 3 години, на која што на 15 јули ставаме крај и на 15 јули почнуваат промените во Македонија. Неколку работи се битни. Да ги зачуваме младите дома, да останат тука. Имаме обемна програма во делот на отварање на нови работни места за млади луѓе, со 0 данок за сите работодавачи кои што ќе вработат млад човек до 29 години. Исто така реформи во образованието, дигитализација, за мене најбитниот проект во програмата за обнова на Македонија, затоа што мора да фатиме чекор со светските трендови, со најразвиените држави во светот. За пензионерите, подостоинствени пензионерски денови, зголемување на просечните пензии за 20%, а на минималните пензии за повеќе од тоа. За работниците, нови домашни и странски инвестиции, да падне невработеноста под 10% и да растат платите, да има достоинствени плати, сигурни работни места. Тоа е целта на обновата за Македонија, која што почнува после 15 јули. Сакам од тука исто така да отворам и неколку дилеми, неколку прашања. Еве, ќе дојде Зоран Заев деноиве тука во Прилеп, па да му поставам неколку прашања. Прво, со кој образ го чува за директор овој што зема месечна плата од 3.500 евра нето, 5.500 евра бруто, во услови кога едно цело македонско семејство за цела година заработува од тутун од прилика меѓу 5 и 7.000 евра, значи колку овој за еден месец, цело македонско семејство за една година. Втора работа, како ќе ги погледне во очи тутунарите? Остана тутунот неоткупен, класите се си минјаја, цените одеа надолу. Понатака, како ќе ги погледне пензионерите во очи? Замрзнаја пензиите во овие 3 години. Како ќе ги погледне невработените во очи? И како ќе ги погледне сите граѓани на Прилеп во очи? За странски инвестиции зборува, ама странски инвестиции нема. Па да направам еве една провокација вечерва тука од Прилеп. Да го прашам, странски инвестиции нема што нема во Македонија во негово време. Ама дали неговото семејство
се јавува како странски инвеститор во најмалце 2 европски држави. Значи, еве прашувам од овдека јавно, вечерва, дали неговото семејство се јавува како странски инвеститор во најмалку 2 европски држави. Го повикувам да одговори деновиве, а ако не одговори, за некој ден јас се излезам и ќе ги дадам поатоците и документите на очиглед на целокупната македонска јавност, па да видиме како во овие 18 години додека е на функција во Македонија како пратеник, градоначалник и премиер, неговото семејство стана најбогато семејство во Македонија и во Балканот додека народот осиромашува. Понатака следна провокација. Ќе продолжи ли да преговара за историјата со Бугарија и дали веќе е таксано дека Гоце Делчев нема да биде македонец? Може ли директен одговор да даде на ова прашање? Како што го прашувам дали може директен одговор да даде на прашањето дали македонскиот јазик е македонски јазик или е дијалект на некој друг туѓ јазик. Еве 3 прашања од мене вечерва, досега не ми одговори на ниедно, да подсетам. Го прашав дали може да излезе и јавно да каже дека може да докаже на кој начин го стекнал сопственото богатство и богатството на неговото семејство. До денес немам никаков одговор. Исто така го повикувам да ги соочиме програмите и концептите на Медиум. Исто така немам одговор. 3 прашања вечерва. Го повикувам да одговори пред Прилепчани, пред сите во 4-та изборна единица, затоа што луѓето треба да знаат кој ги водел во овие 3 години и кој бара реизбор во следниот период. Пред да завршам, збор 2 за странските инвестиции и домашните инвестиции, тема се овие денови. Домашни инвеститори не помислуваат да инвестираат, затоа што се сочуваат со корупција од најниско до највисоко ниво. Странски уште помалце. Министер за странски инвестиции во владата на Зоран Заев беше Самка Ибраимовски. И онаа господјана, забрава ми името, која што не знае колку странски инвестиции дошле во држава, па прво долу гледа, па горе гледа, како дете кога не знае стихотворба во основно оделение. Такви министри за странски инвестиции има Зоран Заев. Па да го прашаме овде од Прилеп, колку странски инвестиции дојдоа во Македонија во овие 3 години? Односно да му олесниме во прашањето дали може една да наброи која што влезе во овие 3 години. Јас се ви одговорам, таква нема во корумпирана држава, со корумпиран премиер, кој што бара евро за брат му, евро за така наречената црква, инвеститори не доаѓаат. Како што инвеститори не доаѓаат и во држава каде што се нарачуваат палења на автомобили на политички неистомисленици, како што не доаѓаат инвеститори во држава каде што гледаме политичар на јавна функција како си става пари во сопствената торба, како што странски инвеститори не доаѓаат во погазена држава и во држава без ред и без систем. На тоа на 15 јули ставаме крај, затоа ја повикувам на масовна, огромна излезност, да одиме над 7000 разлика во Прилеп, за да дадеме можност на ВМРО-ДПМН, на тимот предводен од претседателом на ВМРО-ДПМН, иден премиер на Македонија Христијан Мицкоски, кој што го поканувам вечерва тука да ви се обрати.